sam Jovanović Marija, momentalno se nađem u majčin dom u Skopje sa mojom sin Marijan. Rođena sam u selu Biljača, Srbija. Majka mi umre ko jaz, ko ga ošte imah 6 nedeli. Za tatko mi ne sam znajala do 18 godine. Međutova, kako dete bez roditelji, me pripataja jedni podalešните rodnini i kaj nisam bila do 10 godine. Međutova, kako bebence, koja trebаше da odam во тоа доба, јас не сум можела. Сум прележала дечка парализа. Роднините видеа дека не можам да одам и покушаа да ме носат по рехабилитации, по центри. Така ме однесоа у болница. Прва болница ми беше во Белград, на Ваница. Понатака сум била во Охрид, во Битола, во Сомбор. Кога имах 22 години, отидох во Бања Банска, Струмица, со намера да изучам школу, истовремено да се рехабилитирам. Ми беше многу тешко од почетокот како возрастна, на 22 години да почнам од линии тамо, коцкици да цртам и тие работи. Ми беше вистина тешко. Во мене имаше само една голема желба, да изучам нешто, да бидам свој човек. За неполни 6 години јас сум завршила осмолетка. Кога завршив осмолетка, сакав да станам и дактилограф. Ствари, кај мене се појавило една исто голема желба така да бидам дактилограф, зашто тоа сум и можела уствари. Кога завршив уствари осмолетка, тога од собранието кај што работам сега, дојдеа да ме посетат со председатели, со секретари, сите тамо што се на работа, дојдеа да ме посетат и ми рекоа дека ти само заврши и ќе бидеш при мене на работа. Јас уште тога сум имала уште поголема волја за учење и сум завршила многу брзо се тоа. И денеска сум примена на работа, веќе една година како работам. Сите тие планови ми беа у предвид како ќе работам и сум примена и сето тоа во ред, но меѓу тоа се појави на моето детенце татко. Се сакавме 20-та, си планиравме дека ќе живееме заедно. Иако јас бев доста напредна со школа и се, он уште не, имаше уште да учи, али мене тоа не ми сметаше тогаш. И се засакавме и така јас останав бремена. Тоа сите работи се случува во Банска, останав бремена и морав да го напуштам домот за рехабилитација, заводот за рехабилитација и заминав во Ресен. Кога веќе не сум можела дома да бидам као таква, при татко ми, при браќата, при сестрите,
nisam bila svjesna da li će me prihvatati oni mene takva ili ne. I sam rešila jednostavno ne da izbjegam, nego jednostavno da se sklonamo tamo. I sam otišla u Belgrad, u stvari sam otišla prvo u Bitola. U Bitola ne me primjela majčin dom, причината нејасна. Kao takva ne sam sakla da se vraćam nazad. Neupatena во mnogo работе, вика постои во Скопје мајчин дом што може да ме примат као трудница. Сум отишла во Белград, со количка, со автобус, молејќи се на луѓето да ми помогнат во автобусот смештајот. Сум отишла во Белград во болница. Таму социјален работник ме упати да се вратам назад за Скопје. Сите тие маки што сум ги поминала приликом патувања, земајќи ги обзир и тие одбивања, не ме примат, не ме прифаќат, не ми беше тешко. Зашто сум била пресреќна и се од себе сум сакала да дадам, само да бидам мајка. Многу сум нервозна кога треба да очекувам нечија помош за да ми го исполња детето. Многу сум се нервирала, дури сум и плачала. Зошто не можам да си го исполњам сама? А тоа само беше тогај кога беше бебенце. И едно што ме беше страх, да не го испуштам од раце, да нешто не направам со него. И стално мораше да очекувам нечија помош од персоналот, од сестрите, па некој пати од мајките. Мене тоа ми беше најтешко. Не ми бегај само. Тука брзо. Туди? Туди. Туди, кој се вака, не ми бегај само, сега? Така, чувам се. Съм конце да стане малце. Сега съм конце. Така. Що е това, синце? Що малце това? Дигни главчето, маличка, дигни главчето. Така. Така, малко. Що? Тези мама. Тези мама. Кај мама? Дале? Носи кај мама? Родиме. Кај главчето. Така. Дај рачето сега. Дај на мама рачето. На се. Дај. Маријан. Не е това, не е. Леле, ајде чисти си натаму, чисти. Така, ајде мирачиња, ајде мамице мирачиња. Така, злата, ајде носе бриши. Ајде бриши го носето. Бриши го носе. Милуце. Така не. Слушај. Ќе одиме? Кажи зе. Маријан. Кај ќе оди Маријан, леле. Кај ќе оди мачето? Папа? Он ми е голем повеќе расте, разбира многу работи што ќе му речам. Дури кој ќе му падне нешто од рачето, ќе слезе доле самото од количката моја и ќе ми подаде тој предмет. И ќе вика на, иако уште не знае да зборува, но мене ме радува уште сега ме радува тоа дека се тешам со тоа и мислам дека стварно ќе ми помага многу он.
I znam možda i na nego će mu je teško ponata kako će vide majka, vokolička. Možda je dete će me praša, mamo, zašto ti ne možeš da odiš kako drugi te majke? Ja stvarno ne znam da li će imam ta hrabrost da mu objasnam. Ne znam da li će imam ta moć da mu objasnam mnogo i drugi raboti, ne samo to. Imate neki komplet garderoba za bebence od godina dana? Ima. Za maška? Ja ti je ponudim rabotno, a vi pogledajte. Dobro. Da počnemo od viš? Može, da mi odveš, može. To vi se ubavi pamučni benkici, a ovo je benkica protir. Da li imate plava boja? Ima, ja to vam pokažem samo da vidite. Modelu. I neko ima sipe boje. To je dosta dobra postelina. Velete, pogledajte. A što isto ima u kompletu? Pa imate dolno čaršavče, jorgansko čaršavče i navlaka za jasno. Se izgradi jedna baraka ali što će je, uglavnom će imame svoj pokrivna glava i jaz i moje to detence. Zašto do svega sam živela po bolnici, mi beše teško, nikad ne sam imala na komu da se obraduvam, kaj da sednam, svegda sam se usručuvala, bili te mantili sam večito živela. Ili to je? Ne? Evo konačno sam vratena od bolodovanja, to posle 3 godine od majčin doma u Skopje. I vratena sam pak v sobranje pri opštiната Ресен, каде работам како дактилограф. Желбата конечно ми се оствари и конечно ја чувствувам со преголемо задоволство дека работам како дактилограф.
mnogo mi je isполне животот со тоа што не зависам сега веќе од никого, сега сум самостален човек, си работам, си заработувам, добро, фала. Си работам, си имам своја плата, живеам свој нормален живот, како секој граѓанин, така и јас. Кога сум била девојка, уште 18-19 години, сум имала во себе една голема љубов, али не сум имала на кому да ја дадам, зашто јас самата сум била без родители од малечка. Секогаш ми било тешко тоа, зашто немам барем еден родител како другите деца или девојки. А сега сум толку среќна што си имам своето детенце, што знам дека ќе живеам со некого што ќе ми помага, као што сум инвалид, и то доста тежок инвалид. Знам дека нема да се случавам од никого, ни една чаша вода да ми даде. А моето синче, верувам, кој ќе порасне, дека ќе ми помага многу. Денеска 31 година имам, морам да мислам и на тоа, дека не се живее сам. И затоа пак се враќам на тоа да го кажувам, дека детенцето за мене причињава голема радост, среќа, иднина, све за мене е он. Колку што сум среќна јас, као мајка дека сум. Уште сум пресреќна оти детенцето моје е нормално родено, без никакви аномалии, зашто и тука сум страхувала малце, какво детето ќе ми се роди, дали ќе има некој недостаток. Зашто јас знам, осеќав колку е тоа тешко да бидеш врзан за една количка. Кога треба некаде да молиш, дај ми го това, дај ми го оноа, некој пат треба да избегнеш од некои работи, можда ти се и походни, али мора да избегаш, за да не бидеш досадна, да не бараш многу, да не захтеваш. Но сите тие работи, ја и моето синче ќе си ги поделиме заеднички, како што можеме така.